Продолжуваме во Студио 10 со вториот разговор. Одамна не сум имал две економски теми. Првото го завршевме, ги оценивме економските политики со представник на невладиниот сектор, односно представник на Организацијата за истражување и анализи, а сега во студиото е Трпе Дановски од УПОС, синдикалец, председател на вработените во синдикатот кои што се под државната управа. Добар ден. Добар ден. Ке зборуваме за платите, тоа ги интересира работниците, дали се во јавен сектор, дали се во приватен сектор. Она што реакции имаше најмногу во јавноста е зголемување на коефициент на владени представници. Тоа дали сега важи за сите или важи само за еден представник, како што и беше во некој од медиумите најавено. Од она што прочита во одлуката што беше објавена во Службен вестник, јас истолкував дека се работи само зголемување на платата, односно зголемување на коефициентот на директорот на Државниот завод за спасување, моментално е Нели Стојан Шајкелов. Се покачува коефициентот за 20 и 0,20 и неколку поени, што значи дека во нето плата сегашниот директор ќе има зголемување на плата од 200 евро, односно 12.000 денари. Она што нас не фасцинира, тоа не е кај сите, значи, само за него. Како што сега стојат работите, не е кај сите, меѓутоа она што фасцинира е леснотијата и дволичноста како тоа владата си го прави кога се работи за функционерите, а не се работи за работниците. Владата си има донесено, не оваа влада веќе одамна има посебен закон за плати на именуваните избраните лица. Тоа си е посебно. Тоа си е посебен закон. Меѓутоа сега владата, оваа влада си има донесено, се повикува на член 2 став 3 од тој закон, дека самата влада ги утврдува личните доходи на избраните и именуваните функционери. Си има донесена направена посебна одлука, во која одлука ги има коефициентите од премиер, председател, па сите надоле функционери, и владата на било која седница, секој вторник што се одржува, значи дека може да се ги зголеми платите. Денеска тебе, утре мене. Така е. Истото значи дека пред неколку години се зголеми 78% од платите на функционерите во минатата влада, нели начело со Социјалдемократскиот сојуз, нас ни кажува на целата јавност и на синдикатите дека тоа, а ова сега го пропагира истото и оваа влада, дека тоа не го направила владата, дека тоа не го направиле пратениците, дека тоа е одлука на Уставниот суд, дека Уставниот суд се ги одмрзнал членовите кои беа тука 10 и 11, ако памтам добро, кои беа замрзнати 2009 и стварно беа замрзнати 2009 и статоа они добија 78% зголемување на плата. Меѓутоа леснотијата со која ги зголемуваат на одлука на влада, значи дека е лесно и да се намалат платите на функционерите, исто така со одлука на влада. И сите овие пратеници што нас ни кажуваат дека не може тоа да се направи во собранието, значи може да се направи на полесен начин со одлука на влада, како што се направи за директорот на Агенцијата за заштита и спасување. Може да се вратат и 78%. И повторно ќе се повикуваат на уставот. И повторно ќе се повикуваат, нема да се повикуваат на уставот, ќе се повикуваат дека согласно законот, став 2, член 2 став 3, они можат, како што пишува тука, владата ги утврдува личните доходи на функционерите и на раководните работници кои ги именува или назначува. Што значи дека владата може на оние функционери кои ги именува и назначува да им ги зголемува и ги намалува платите како што сака и кога сака, односно на седница на влада. Меѓутоа да Ама во одлуката пишува само зголемување. А не вика да се утврди, да ги утврди личниот доход. Што значи дека она што го кажав, ако 78% се зголемија пред 3 години, значи сега оваа влада може да ги намали за 78%. На оние што се именувани и назначени, не на оние што се избрани функционери. Што значи дека се директорите. Оние што се избрани пратеници, министри, така натаму, уствари они се назначени, може секако во било кој момент да ги намали, да ги врати на минато време кога беа до 1000 евра платите на функционерите, некога рипна до 3000 евра и така и нагоре, согласно коефициентите што ги има во одлуката и што ги има во закон. Само сега овие функционери се различни од тие што апсолутно. И оние пратеници, и дел од пратениците се сега нови, дел се исти, меѓутоа и оние пратеници сега што се пошто и гледаме колку се гласни дека они не може да направат ништо, значи може да направат се што сакаат, може да понесат амандмани на законот за плати на избрани именувани функционери, може да ги уважат нашите амандмани од Сојуз на синдикати на Македонија кои ги пуштавме, не знам колку на број беа кога ги пуштавме, кога дојде тоа 78% покачување на плата, меѓутоа и сега имаме пратеници и од владата, и од владечката партија, и од опозицијата што седат таму, што никој не се најде храбар
и да не кажам маш, да гласа да каже чекате другари, стварно е многу 78%. Во ниту една држава во светот немало покачување на плата, не зборам за функционери само. За сите било кој работник немало одеднаш 78% покачување на плата само во Македонија, за жал, ама функционерите решија дека тоа не треба да се направи, дека нивните плати се мали, дека платите на работниците се доволни, дека они нели треба од државниот буџет да се земат многу поише него што земаме ние. А ако сме четврта економија во Европа? Па не знам која гледа таа четврта економија во Европа или пета или не знам по колку кое место сме на раст во моментов. Мислам дека секој обичен граѓанин и работник кој ќе оди на пазар да испазари она што го има на тезгите или кој ќе влезе во маркет да испазари основни производи за живот, не гледа дека сме ниту четврта, ниту пета, можеме четврта можеби сме, ама четврта сигурно не сме. Ми се споја прашањето со претходниот гостин, го зборувавме ова како да им се објасни на граѓаните кој ќе слушнат министер, економист, експерт од областа на економијата, која види дека ако ви ги зголемиме платите ќе се порасне со инфлацијата и вас ќе ви биде поскапо. А со ова може да ви биде и добро. Имавме разговори во, мислам дека беше месец март, дојде представници на Светска банка во Сојуз на синдикати Македонија, бевме јас и председателот Трендафилов на тој состанок и баш разговаравме на оваа тема и викам на представниците на Светска банка, викам нас владата не плаши цело време, има една флоскула која збори дека ако покачиме плати на работниците дека ќе се покачи инфлацијата. Представниците на Светска банка не може да се стопрат од смеење. Никој, а нас не вика дека владата ни вели дека Светска банка изрично забранува да се покачат платите на работниците, поготово во јавниот сектор, бидејќи нели тоа допринесува да се покачува инфлацијата. Се утепа смеење луѓето. Никој вика никогаш до тоа го немаме кажано. И сега во кој дерече се наоѓаме ние? Да влада може со одлука да дигнат раце таму колку се 20 министри, да се покача плата за функционерите, а кога се работи збор за вработените, дали бараме плата или додаток на плата, да имаме услови кои никој не може да ги исполни. Ние, како УПАС, во јануари месец имавме 4-дневни протести на работените во министерствата и органите на државна управа, како што е статистика, архив и така натаму и така натаму. Почнавме преговори со неколку министри директно со премиерот, неофицијални, не сакаа со официјално да седат на маса, кои по 4 или 5 состаноци, на крај, кога се усогласивме со се и кога речевме готово завршено е, кога ние како синдикат прифативме и нешто што не се прифаќа, да тие 30% што ги баравме, ги добиеме на рати, бидејќи нашите членови рекоа, окей, нека не ги дадат, па како сакаат, нека не ги даваат. Ќе почекаме. До крајот на мандатот на оваа влада, на последниот состанок, кога требаше веќе се да биде договорено, нас ни кажаа во ред, окей, ама за да ви ги дадеме ние вие 30% на 4 години, да се откажете од општиот колективен договор. И што значи тоа? Тоа ќе значи дека онаа математика за пресметка на плата во јавниот сектор, дека треба да добиеме плата по просечна плата, а не по минимална плата, да не важи за никого. Сојузот на синдикати на Македонија и УПОС, кој што е условен во моментов, и условени се работниците во министерствата и државната управа, да прифатат нешто што ниту еден синдикалец не може да го прифати, ни го кошмар. Тоа е условот од страна на премиерот за да ние можеме да потпишеме колективни договори, каде што вработените во министерства и органи на државна управа ќе добијат на 4 години 30% додаток на плата, не велам плата, додаток на плата. И таму застанавме, ние моментално не гледаме никаков излез. И за добиете сте да се откажете од колективен договор. Што ги опфаќа 128.000 и ако ги ставиме на кантар двете работи? Не може да ги ставиме на кантар, пошто кантарот не функционира на тој начин. Имаме 5 до 7.000 луѓе што се опфатени со ова, од министерства и органи на државна управа, реално 5 до 7.000 луѓе со најниски плати во државата, која работат најинтелектуалната работа во државата, која водат оваа земја во преговори за Европска унија, во кластери и така натаму, и на кантар е општ колективен договор кој опфаќа други 128.000 работници. Како да изберете вие меѓу тоа? УПАС ниту е потписник на општиот колективен договор, ниту го потпишал, ниту па може да прифати откажување или одложување. Тоа знае кој можете. Тоа го прави Сојузот на синдикати на Македонија. Меѓутоа, да условите вие една група на работници со најниски плати, за да добијат додаток на плата, да се откажеме од ова. И ова идеја искача директно од кабинетот на Мицковски? Мислам дека е токму таму, директно од кабинетот на Мицковски. Ние бевме на тој состанок, требаше да утврдиме само како треба да гласи одредбата и да потпишеме колективни договори. Нас не пренесоа, окей, ми тоа, за да се потпишат, треба да се откажете од општиот колективен договор, што е апсолутен нонсенс. И сега на што сте? Сега не знам на што сме, ви кажем најискрено. Сега сме, чекаме
ребалансот на буџетот да дојде во влада, па да дојде во собрание, да видиме дали таму ќе стои нешто и дали ќе имаат предвидени средства за било каков додаток или покачување на плати. Овој буџет имаше 13,6, ако не се лажам, или 13,2% покачување на ставка за покачување на плати, меѓутоа не е само за покачување на плати, бе таа ставка и за вработување, и за напредување и така натаму и така натаму. Се дели на повеќе дела. Се дели на повеќе дела, дали ќе биде тој на тој начин пресметано, не знаеме, искрено да ви кажам, не верувам. Членовите на УПАС кои протестираа се нетрпеливи, веќе губат трпение, ако јас веќе не знам искрено да ви кажам што да им кажам. Цело време ја тоа го лекувам, цело време викаме ајде ќе преговараме, ајде ќе не викнат, ајде ќе се договориме, меѓутоа овој услов што се кастај на маса стварно е. Колку време се бараат овие 30%? Од јануари ние прекинавме со протестите, ако не се лажам, 18 јануари, не ме фаќај за збор. Почнавме преговори после 10 дена, 4-5 средби со премиери, со министри, меѓутоа последното нешто што беше таму беше кажано на овој начин да се откажеме од општиот колективен договор. Што, паз ви кажувам, и сега еден синдикалец не може тоа. Кој чека, ќе се оди пак на протести, на штрајкови, на... Ќе види. Значи, да последната, што ќе се ако прави? помине летото, или проблемот е што се распишуваат локални избори, кога ќе се распишат локални избори во јавниот сектор не може ништо да се прави, нит може да се потпише нешто, нит може да се даде некој додаток. Дури оние додатоци кои го добиваат вработените, ако не се редовни, согласно упатството на Државната комисија за спречување на корупција, викаат редовни додатоци на плата се оние што се платени над 6 месеци, ако не се лажам во текот на годината, ако не сте го добивале тоа повеќе од 6 месеци, вие нема да добивате додаток на плата, дали е тоа прековремена, дали е ноќна и така натаму, бидејќи почнуваат избори и се што ваш работодавачот ќе ви даде, иако сте го сработиле, се смета за мито и за корупција во кај нас во државна управа, поготоа и во јавен сектор, и тоа секнува и тоа нема. Пред минатите избори имавме кај колегата во комунална хигиена да на работниците од комунална хигиена што го чистат Скопје да не им се плаќа пред ноќна или прековремено, пошто имало распишени избори. И дури не дека завршат изборите, тие додатоци не се исплаќаат. Работевме на реформски... Тоа е корупција, она што го гледаме така, тоа не е корупција, не е ништо друго не е корупција, само тоа е корупција, тоа е упаството на ДКСК што не знам како го имаат напишано, но го имаат напишано. Работевме на реформски закони, работевме, беше упас во работни групи на Законот за судска служба, во Законот за јавна обителска служба, направивме супер, мислам, законски решенија, до подобри од тоа што се, за да на крај на последните состаноци ни дојде представник на Министерство за финансии, покачивме плати, нова пресметка на плати, малце поголеми од ова што се сега, дојде представник на Министерство за финансии да ни соопшти дека нема да поминат платите на овој начин што се напишани, иако се согласија сите министерства што беа учесници и другите институции што беа учесници во работни групи, сите дадовме зелено светло. Само Министерство за финансии ни кажа нема да поминат вакви закони со ваков износ на плати, бидејќи нема пресметано нели доволно пари во буџетот за исплата на овие плати. Така да тоа е за правосудството, ова во јавниот сектор, односно во државната управа, за министерството, органите на државна управа остана на овој начин, дека сме условени за општиот колективен договор и од тогаш моментално додека ние преговаравме, владата реши или некој од владата реши, сега да не именувам, пошто јас не знам сигурно кој, да не ни дава репрезентативност. Комисијата за репрезентативност одеднаш од кога се утврди дека Сојузот на синдикати, гранките во Сојузот на синдикати исполнуваат услови да се даде репрезентативноста и да се вратиме на маса со владата на економско-социјален совет, одеднаш излезе измена на закон за работни односи преку пратеници во собранието, се намали стапката за репрезентативност од 10 на 5%, за да можат и други синдикати да бидат репрезентативни. И сега, кога ја добиеме решение за репрезентативност, еден господ знае, се извинувам на изреката, меѓутоа сега министерот... И тогаш може да има еден репрезентативен или повеќе? Нека има и 10. Меѓутоа нека почне да работи економско-социјалниот совет. Чудно е што, кога се утврди дека ССМ и гранките на ССМ се репрезентативни, одеднаш се донесе законско решение за намалување на стапката за репрезентативност. Почудна работа одамна нема биде, иако се имам изнагледано многу чудни работи. И одеднаш сега, јас мислам дека ќе биде така, се надевам дека нема, ни ССМ ни гранките нема да добијат решение за репрезентативност, пошто се намали консензусот, стапката за репрезентативност, па ќе чекаме и другите да поднесат списоци. Додека другите поднесат списоци, додека се избрат списоци, ќе помине уште година. Уште година дена економско-социјален совет нема да има,
владата ќе се носи решение какви што ќе се носи, можеби ќе чекаме покачување на плата, не знам, ќе видиме, не верувам да ви кажам. Искрено, меѓутоа моменталната ситуација така, на терен имаме упади во синдикатот, се зборали со претседателот на ССМ за тоа, со наредби партиски дека мора да излагаат од еден синдикат, од УПАС да излагаат да влагаат во друг синдикат. Имаме направено Од други синдикати има обвинување дека ССМ ги држи синдикалците, не им дава да исписници, не може искрено да ти кажам, ние она што го слободно да преминуваат во други синдикати. искрено ти кажам, тоа ние го препишавме од синдикатите во КСС. Ние не знаевме дека може така, они го прават тоа со години наназад, ние само го препишавме и веќе копираме она што го прави КСС 20 години назад. Ништо друго не сме направили. Така да они што обвинуваат и како да обвинуваат, практиката е нивна, ние не ја измисливме, они ја измислија. Како представник на вработените во јавниот сектор, како да има подобра услуга за граѓаните ако нема достоинствени плати? Дали има волја за работа кај административците први? Со овие плати што ги земаат сега. И ние како УПА со години наназад предупредувавме дека квалитетниот кадар заминува од работа. Значи тоа е факт. Мислам дека Дека прва опција државен сектор повеќе не е, тоа е веќе јасно како ден. Значи многу одамна не. Поготово не е органи на државна управа, министерство и правосудство. Значи заборавете ги таму платите се под секое достоинство. Ние ја цело време го зборам, се надевам дека еден ден ќе се сменим, јутоа само две нивоа, а тоа се раководни нивоа, се надпросечна плата. Сите други се под просечна плата исплатена во Република Македонија. Никој не е над просек. Тоа е факт. Она за задржување на квалитетен кадар на работа веќе еве ги за да има измени во законот за електронски комуникации, ако не се лажам, министерот за дигитална трансформација воведе додаток на плата да задржи IT секторот, да го задржи во државна управа. Сега ќе има нов додаток за тие вработени. Добро е што се донесе и за пофалба е само да останат на работа. Сега, секогаш гледаме ние IT пошто стварно се дефицитарен кадар. И тоа дефицитарен кадар моментално се и економисти, и правници, и политиколози, за здравство да не разговараме. Значи, сегде ни фалат луѓе и цело време слушаме дека сме превработени, можеби да, можеби негде сме, можеби негде ни фалат. Меѓутоа додека не се направи реформата во јавната администрација и во јавниот сектор, ние ништо нема да добиеме. И го читав министерот пред некој ден, тој вели реформите во јавниот сектор треба да се темелат на човекот и неговите права, а не на партиски интереси. Како да се направи таа реформа која што со децении се зборува? Само со мерит системот да профункционира еднаш за секогаш, значи да се вработуваат стварно кадри кои заслужуваат и кои имаат искуство да се вработат, да се ослободи унапредувањето. Оно што вреди да се унапредува, да има подобри плати, значи не подобри, и да не чека да дојде неговата партија. Многу подобри плати да има за да може да има и труд, бидејќи еве за унапредувањето. Вие да се унапредите се од едно ниво, сте со работник, дотиете во советник, вас платата ќе биде зголемена на 1800 денари. Со унапредувањето. Кој е мотивот на државен службеник кој што пишува закони, кој што пишува решение, кој што треба да преговара, да се напреди врски одговорности апсолутно, а при унапредување ќе добие од 1800 до 1500 денари. Ќе си играм, така да не кажам што сега цел ден. Или ќе седам на компјутерот. Да. Е таква ситуацијата во органите. Министерот е право, меѓутоа за да може тоа да се случи, мора прво да се решат платите, да се решат додатоците на плата, да се знае кој и како се вработува, оние што не работат, сум го кажал тоа многу пати јавно, оние што не работат да се заминат, има луѓе што сакаат да работат и што ќе работат достоинствено, ефикасно и честно и да направиме да им биде платено. Апсолутно. Така? Апсолутно така. Неколку минути имаме за новиот закон за административни службеници. Што е спорно тука? Спорно стана платите. Бидејќи имаше неколку верзии, јас 2-3 дена читав една верзија која не поминала вчера на влада, а поминале на влада, некоја друга верзија помината, платите остана исти како што се, поврзани со минималната плата, не се поврзани со онаа методологија на плата што е предвидена во општиот колективен договор, тоа е просек по коефициент како што имаат нели и функционерите, не толку висок. Никогаш не сме ни барале да биде толку висок, меѓутоа да бидат, секогаш баравме оние колеги наши кои работат во управа и во правосудство, почетната плата да им биде со високо образование, почетната плата да има просечна плата.
па натаму да идат погоре, меѓутоа не да Според степенот на развивање. така е, според степенот на образование и одговорност на работа, меѓутоа не да стигнат до функционерите. И сите ќе бевме среќни и весели, ќе знаевме секоја година колку ќе ни се покачи платата, платата нема да расте линеарно како што расте сега, и тоа не е раст на плата, тоа е усогласување. Кај нас во управа и правосудство имаме линеарно усогласување колку ќе порасне минимална плата. Минимална плата сега порасне 1800 денари, ние добивме 1800 денари. Сега, ако се уважеше ова, ќе добиваме процентуално. Ако имаш си на повисоко ниво со повисока плата, 8% ќе биде повисока од мојата 8%, меѓутоа одговорност на работа твоја и моја не може да ги мериме. Затоа тој размак на плати и одговорноста на плати. Се надевам дека ќе се видиме дека до собрание можеби тоа ќе се смени. Ова се реформски закони кои државата мора да ги донесе до крај на јуни, ако не се лажам, и тоа ќе видиме што ќе каже Министерството за финансии. Како за крај, што ќе биде првата точка која што ќе ја предложите на социјоекономскиот совет доколку се закаже? Па согласно со инфлацијата, мислам дека прва точка на првото наше барање ќе биде зголемување минимална плата, можеби да биде и повеќе од 500 евра. Денески ви благодарам и на вас што денеска бевте дел од Студио 10. Благодарам на поканата. Одиме со кратка пауза, па најава за третиот снимен разговор.